Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. На крајот од оваа недела општина Кочани ќе го реализира првото авионско прскање против комарците. Третманот ќе се спроведе в петок рано наутро, а ќе биде опфатена површина од близу 3000 хектари. На крајот од оваа недела ќе се докомплетира првата фаза од овогодишната кампања за уништување на комарците. Општина Кочани го најави и третманот од воздух, што ќе се реализира в петок во периодот меѓу 4 и 8 часот наутро. Активноста е во рамки на законските обврски за заштита на населението од заразни болести. При тоа со авиодезинсекција во општина Кочани ќе биде опфатена површина од 3400 хектари во градот и во населбите од низинскиот дел на општината. Прскањето против комарците, како и досега, ќе го реализираат стручни екипи од компанијата Бониер од Куманово, која и во изминатите години ја извршуваше сличната услуга. За третманот против комарците ќе се користи препарат со кој се прскаше минатата година, а кој е одобрен од Бирото за лекови, со оглед што не е штетен за луѓето и крупните цицачи. И годинава се планира освен од воздух да има и прскање од земја, кое што веќе во првата етапа се реализираше. Двете третирања ќе се спроведат одделно, односно со прскањето од земја е планирано да се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје при градските населби и делом населените места во општината. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе потроши над 1.800.000 денари за шестата поред кампања за прскање против комарците. Сумата е за над 400.000 денари повисока од претходните години, со оглед што е проширена територијата на која ќе се третира, а парите се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Активност на слова на Град за сите се одржа во основното училиште Раде Кратовче во Кочани. Истата е дел од проектот Инклузија на децата, кој што се надвор од училиштата во образовниот систем. Учествуваа 55 ученици од прво и второ оделение и 5 оделенски наставници и стручната служба во училиштето. Основното училиште Раде Кратовче од Кочани веќе втора година поред го имплементира проектот Инклузија на децата, кој што се надвор од училиштата во образовниот систем. Проектот е со цел да се зголеми опфатот на учениците и оние кои не одат на училиште да го започнат образовниот процес и со тоа да се овозможи подобрување на инклузивноста во основното образование. Денеска со учениците од оделенска настава и инклузираните ученици се одржа активност како дел од тој проект. Оваа учебна година проектот ја започна програмата за поддршка на воннаставни ученички активности за интеркултурно учење, која предвидува финансиска поддршка за реализација на ученички активности, кои во исто време ја поддржуваат инклузијата на децата кои се надвор од училиштата во образовниот систем. Оваа учебна година со оваа програма се опфатени проектни училишта од 9 општини, а од нашата општина е нашето училиште во кое од почетокот на учебната 2018-2019 година беа инклузирани 9 ученици, од кои 7 останаа во редовната настава. Како дел од оваа програма е и денешната наша активност насловена како Град за сите, чија цел е да се поттигне самодовербата и сигурноста кај учениците стипендисти, да се развива другарството, надпреварувачкиот дух, да се оспособат за фер игра и да се испрати позитивна порака до родителите на оние деца кои не посетуваат настава, односно децата кои се надвор од училиштата. Во оваа активност се вклучени 55 ученици од прво и второ одделение, 5 оделенски наставници во чии паралелки има инклузирано вакви ученици и јас како училишен педагог. Во активноста беа планирани 2 средби, од кои едната се реализираше минатата недела, за да можат учениците од различна возраст и различна етничка припадност да се запознаат и да се создаде пријатна клима за работа. Денес се реализира останатиот дел од активноста преку вежби за загревање, формирање на хетерогени групи од ученици и градење на град за сите со користење на 2D и 3D форми, танграми, чуњеви, јажиња и хулохопи. Одговорно лице за овој проект од нашата општина е Јалчан Неджипов. Проектот се реализира согласно меморандумот за соработка подпишан помеѓу Министерството за образование и наука, Македонскиот центар за граѓанско образование и Детската фондација Песталоци, а целосно е поддржан од општина Кочани.
Пролетниот крос, што поради лошите временски услови пред 10 дена беше одложен, ќе се одржи в сабота на стадионот Никола Мантов. Освен надпреварот во трчање за учениците, планирано е да се изведе и символична трка за поддршка на женското здравје. В сабота, на 1 јуни, на стадионот Никола Мантов ќе се одржи 9-тиот пролетен крос. Надпреварите, што беа закажани за пред 10 дена, поради лошите временски услови беа одложени за овој викенд. Од Сојузот на училишни спортови на Кочани, како организатор, најавуваат учество на повеќе од 500 ученици од основните и од средните училишта. Прв пат во рамки на пролетниот крос, а во знак на поддршка на физичката активност во одржувањето на човековото здравје, ќе се изведе символична трка за поддршка на женското здравје. Во трката ќе се вклучат представнички од Кочанскиот огранок на Сдруженијето Борка, а поканети се да земат учество сите поддржувачи на здравјето на жените. Пожелно е заинтересираните учесници да носат розова мајца, како символ на значењето на самата трка. Пролетниот крос ќе започне во 8 часот, а настанот се организира под покровителство на градоначалникот на општина Кочани. Изложба сценографии на Крсте Джидров Джиби беше отворена во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри како дел од програмата на Драмскиот аматерски фестивал. Изложбата представува круна на богатото творештво на авторот Джиби во полето на сценографијата. Во фојето на Центарот за култура Бели Мугри, а во склоп на програмата на 56-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал, пред љубителите на уметноста беше отворена изложба сценографии на Крсте Джидров Джиби. Оваа изложба е ретроспектива на 35 годишната сценографска работа на Джиби, кој инаку е дипломиран архитект. На изложбата беа поставени околу 20 паноа на кои се прикажани скици, цртежи и фотографии од сценографии за различни представи. Изложбата е поставена после 33 години од првата изложба на сценографии на Джидров, одржана 1985 година заедно со Симе Узуновски. Крсте Джидров е еден од најистакнатите македонски сценографи од поновата генерација. Тој е присутен во македонскиот театар од 1970 година. На почеток како актер во авангардната и култна театарска група Театарот кај Свети Никита Голтарот, а подоцна од 1980 година е член во театарската работилница ФФ при естетичката лабораторија на Филозофскиот факултет во Скопје. Овде започнува неговиот интерес и љубов за сценографијата. Заедно со Узуновски, Живковски и Петковиќ започнуваат со изработка на сценографии, кукли, маски, реквизити и се друго потребно за изведба на представата Зелената гуска. На фестивалот, да, ми е многу драго што доаѓам, затоа што 71 година бев актер во групата Театар кај Свети Никита Голтарот, кој го водеа Милчин Јунковски, и во Битола, значи во стариот театар во Битола, ја изведовме представата и победивме. Представата се викаше предание од Каиновилското предание од Славко Јаневски. Победивме и тогаш отидовме на југословенскиот надпревар во Хвар, кај што исто бевме апсолутни победници. Значи, 10 години подоцна, 81 година, како сценограф, во исто полуаматерска група, која се викаше Зелена гуска, ја знаат сите, иначе театарска работилница ФФ, бевме на ДАФ овде, со представата, прво игравме со Зелена гуска, зборувам во множина, како група театарска работилница ФФ, и после тоа со представата Животинската фарма од Џорџ Орвел освоивме исто првата награда на ДАФ и бидејќи бевме тројца, четворица автори на сценографија, маски и костими, ја добив првата награда занимавајќи се со сценографија. И затоа сум сентиментално врзан за фестивалот во Кочани, кај што и убаво се дружиме и гледаме представи и стимул за некои идни автори, генерација, публика и така натака. Во својот богат опус, Джидров изработил сценографии и за балет и тоа за представата Силфида, а во 1993 ја работи и првата сценографија за филм.
Од 2000 година е технички координатор и сценограф во Детскиот театарски центар Стара Чаршија Скопје. Во сценографиите кои ги слика и обликува, Џидров обединети се слободата на креацијата и мајсторството на реализацијата. За неговите сценографии најчесто употребувани материјали се плексиглас, камен, песок, струготини, метал, стиропор, дрво и друго. Во тој простор се движат актерите кои се осветлени од постоечкиот светлосен парк на театарот, но многу често употребува и нови специјално подготвени светлечки елементи кои ја дополнуваат сценографијата. Треба да се истакне дека кај сценографиите сликари и ликовни уметници доминира ликовното, а кај сценографиите архитекти архитектонското просторно обликување на сценскиот простор. Џидров на крајот истакна дека се појавува нова генерација на млади режисери кои мора да имаат сценографии и костимографии од својата генерација, така што сепак мора да има и млади сценографи кои ќе покажат нешто иновативно и креативно, специфично за модерното општество во кое живееме. На вториот фестивалски ден од Драмскиот аматерски фестивал одиграни две представи. Едната под наслов Странци во изведба на учениците од гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид. Другата Недоразбирање во изведба на актерите од Аматерскиот театар при Центарот за култура Ацо Шопов од Штип. Представата Странци на Паоло Дженовезе во изведба на учениците од гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри како дел од програмата на 56-тото издание на ДАФ. Режијата е на Ирена Бачик, која истакна дека е задоволна од одигрувањето на актерите. Со оглед на тоа дека се 14, 15 и 16 годишни, јас сум задоволна затоа што во суштина, во сооднос со нивната возраст, го дадоа својот максимум. Задоволна сум од посетеност, од реакцијата, од тоа што навистина публиката беше тивка за да може да се долови секој диалог, бидејќи така малку е тука подлабока сцената и во позадина оди. Навистина беше добро. Тие се ученици и прво многу е тешко да се најде слободно време за проектната активност драма, бидејќи имаат милион други обврски, че не е само нашиот предмет, меѓутоа овие деца што се решија да ја спремаат драмава, значи дадоа свој максимум, вежбавме за Великден, за 1 мај, навечер, за викенди, недела, сака навистина да го изнесат тоа како што треба. Овој ни е трет пат кај што доаѓаме, секој доаѓање е се по-добро и подобро и организација и посетеноста. Да бидеме искрени, секој кој што доаѓа, барем малку од малку си вика, барем некоја од тие 4-5 да земеме, меѓутоа, Боже мој, сега што е тука е. Како што си заслужија, така и таков ќе биде исходот. Во мултикултурниот центар пак беше одиграна представата Недоразбирање на Албер Ками во изведба на актерите од Аматерскиот театар Репетициона 04 при Центарот за култура Ацо Шопов од Штип. Всушност станува збор за апсурдна драма. Го одбравме затоа што ни беше најпрво предизвик, второ мислевме дека токму таа драма опфаќа едно општествено прашање кое ги мачи сите со години, а тоа е всушност моќта на парите и до кој степен тие може да го доведат човекот, па дури да изгуби човечноста во себе. Сите сме средношколци, сега завршуваме 4-та година. Во Штип имаме играно околу 10 представи, имаме учествувано исто така во Бугарија на фестивалот Океанот љубов со истата представа и еве сега сме овде. Според програмата на третиот фестивалски ден во дневните термини играше представата Класот Х во изведба на театар Пиот Скопје и Бенг Бенг и Мртовси во изведба на театар Дунек при Центарот за култура Асном од Гостивар. Вечерва концерт на акробатски музичари Филип Тейлор и Гранета Фотиу, а од представи играат Аматерскиот театар Кочо Рацин од Кичево со комедијата Лимонада во друштво на директорот и Младинскиот образовен форум од Скопје со представата Немам каде да се вратам, како и промоција на книгата Радио на авторот Љупчо Јолевски. Успешно е реализирана презентацијата на наставната програма и на инструментите што се изучуваат во Основното музичко училиште Ристо Јоруков во рамки на отворените денови. Од училиштето очекуваат од наесен да се запишат нови ученици, кои ќе можат да добијат соодветна музичка наобразба.
Во рамки на промотивните предуписни активности, Основното музичко училиште Ристо Јуруков организираше отворени денови за потенцијалните нови ученици. Во текот на изминатите неколку дена, близу 1000 деца со своите родители го посетија училиштето и присуствуваа на презентацијата на наставната програма и на инструментите што се изучуваат во него. Сите ученици од третите и четвртите одделенија од основните училишта во градот Кочани и подрачните основни училишта, како и децата од детските градинки од сите 4 клона, беа деновиве наши гости. Имаа прилика да се запознаат со сите инструменти кои се застапени во нашето училиште, да ја почувствуваат нашата клима во која ние секојдневно работиме, да остварат непосреден контакт со наставниците кои изведуваат наставата и се на се да се чувствуваат среќни, радосни, задоволни, а токму тоа е евидентно, судејќи по изразот на нивните лица кога го напушта училиштето после сите остварени презентации. Во представувањето на училишните активности се вклучени сите наставници. Слободан Трајков, наставник по хармоника, вели дека во музичкото училиште владее клима на другарство и почит и дека сите ученици го чувствуваат тоа. Порешните лица кога ќе влезат во нашата институција ни завидуваат на тој благодат што го поседуваме ние овде. А најмногу се почувствува тоа овие последниве 3 дена, каде што безмалку 1000 ученици кои се во општинските училишта и во градинките го посетија нашето училиште и на општо задоволство тоа го видува и имаме вака едно прекрасно чувство како вработени ние во нашето училиште, да го забележиме тоа чувство кај децата дека се прекрасни гости, ги натеравме да се осеќаат и прекрасни домаќини. Запишувањето на новите ученици во Основното музичко училиште Ристо Јуруков ќе трае од 3 до 10 јуни. Следува информацијата од спортот. Успешно е завршена надпреварувачката сезона во детската и младинската фудбалска лига за екипите на фудбалската школа Фудбал Старс од Кочани. Скоро во сите возрастни категории екипите на школата се на високи позиции на табелата, што им овозможи и настап на завршниот турнир во Скопје. Фудбалската школа Фудбал Старс продолжува да се грижи за младите фудбалери, поради што важи за една од најдобрите во источниот регион, а тоа се потврди и по завршувањето на правенството во регионалната фудбалска лига за петлиња и помлади петлиња, каде што генерациите родени 2004 и 2005 година зазедоа високи места на табелите. Всушност, тие се пласирани на подобра позиција во однос на градскиот ривал Осогово. Во првенството на детската фудбалска лига пак, генерациите 2006 и 2010 го освоија првото место, а генерацијата 2008 заврши на второ место на табелата. Сите 3 генерации се пласираа на завршниот турнир во Скопје, каде се сретнаа со најдобрите екипи од целата држава. Токму Фудбал Старс со генерациите 2006 и 2010 се пласираше во четвртфиналето на турнирот, каде што претрпе пораз. По завршувањето на првенството, Фудбал Старс продолжува со работа, бидејќи од сега почнуваат фудбалските турнири во детска категорија, а секојдневно продолжуваат и уписите во сите возрастни категории. Од фудбалската школа на Фудбал Старс порачуваат дека секој што го сака фудбалот може да се зачлени и да напредува, без разлика дали е почетник или пак претходно членувал во друга фудбалска школа. Со децата работат повеќе тренери со УЕФА лиценци, кои своето знаење целосно го пренесуваат на децата. Исто така, во клубот е ангажиран и психолог, кој е неминовно потребен за фудбалерите од најмладите генерации. Тренинзите и понатаму се одржуваат на фудбалското игралиште во Горни Подлог, до каде што е обезбеден превозот.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.